саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Околу 8200 ученици од основно и средно образование ќе бидат тестирани за присуство на коронавирусот. Нуркачи од тетовскиот клуб Пена се вратија од еколошка акција во Хрватска за чистење отпад од Јадранското море. Политичките партии ги продолжуваат активностите од нивните агенди во состав на предизборната кампања. Учениците од основните и средните училишта ќе бидат опатени со скрининг тестирање за присуство на коронавирусот. Со ваквото тестирање ќе бидат опатени околу 8200 ученици, а целта на оваа мерка е да се дадат точни информации за понатамошно менаџирање на образованието во услови на пандемија. Учениците од основните и средните училишта, со претходно дадена согласност од нивните родители, ќе бидат тестирани за присуство на коронавирусот. Скринингот ќе трае 5 дена, а со него ќе бидат опфатени околу 8200 деца. На дневно ниво ќе се тестираат околу 1600 деца, а тестирањето ќе се врши за време на часовите од страна на мобилни екипи. Најавениот скрининг во училиштата пак, наместо наредната недела, ќе биде пролонгиран за после изборите, додека од вторник ќе започне прибирањето дозволи од родителите за ваквото тестирање на учениците. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, даде свое мислење за скринингот на децата со ковид брзи тестови. Скрининг тестовите најчесто се користат во здравството за некоја брза ориентациона диагностика, така да искрено не знам како се планирани, медицински дали се во точен временски период, зашто, како би служеле, може да се искористат. Не знам како го замислиле да оди тој скрининг тест. Сигурно се во консултација со докторите, може да биде корисно ако правилно тоа се распореди и се исконтролира. Временските дистанции, како ќе се опфаќаат, кои оделенија, значи тука треба една посебна работа, посебно епидемиолозите треба да се завземат со некои вакви планирања. Може да бидат корисни ако се правилно искористени точно во одреден период, одредени возрастни групи. Затоа што имунолошкиот систем кај децата и кај возрастните не е ист. Значи, децата имаат посебен имунолошки систем, што целосно се издвојува од другиот систем. И кај нив, како впрочем и до сега што видовте, многу поотпорни се, поради точно одредени, имаат они повеќе рецептори на интерферонот, затоа што нивниот имунолошки систем многу полесно се бори со оваа болест, многу побрзо ја совладува, со многу лесни симптоми, многу кратко трае, што кај возрастните далеку поразлични, потешки клинички слики, потешки манифестации имаме. Знаете, тие цитокински бури што се развиваат, впрочем најголемиот проблем ни го прават во хоспитализираните, посебно пациенти, каде што има тешки последици, дури и смртни последици од ова SARS-CoV-2, значи. Сосема друг имунолошки систем, сосема друго, но сепак децата имаме еден голем проблем, медицински, што ни представуваат големи вектори, ми го пренесуваат вирусот заради тоа и мора да се инсистира кога во училиштата одат да си носат заштитни маски, да си држат дистанции, да си мијат раце. Знаете колку тоа тешко се изведува во услови во училиште, посебно каде што имаме помали дечиња. Значи, има протоколи, мора да се почитуваат како влегуваат, како излегуваат, надредените нивни професори, учители, наставници, што и да се, значи, упатени се, мора да ги следат протоколите. Иако според здравствените власти, засега состојбата во училиштата е стабилна, ваквото тестирање треба да даде точни информации и сознанија за понатамошен менеджмент на пандемијата и образованието. Нуркачи од тетовскиот клуб Пена се вратија од еколошка акција која се одржа во Хрватска. Во рамки на посетата имала и неколку други активности.
Во еколошка акција за чистење на Јадранското море во Хрватска учествуваа и членовите на нуркачкиот клуб Пена, кој функционира во состав на Македонско-хрватското друштво Тетова. Во рамки на посетата оствариле и неколку други активности за време на нивниот престој во Шибеник. На самата акција учествуваа 120 нуркачи, каде што ние со нашето доаѓање се добие интернационална случување. Како нуркачи бевме дојдени да го чистиме морето, каде што се бевме изненадени колку многу има смет. Освен од шишиња, пластични, стаклени, гуми. И беше собрано смет од прилика 4 тона, каде од сето ѓубре се направи една врста ајкула. Мала шега, да кажеме. И во таа пригода се запознавме со жупникот Шибенско-Кнински, каде што имавме средба и секако и со други, и каде ги искористивме нашите контакти за понатомошна соработка. А другиот ден бевме во посета на Задар, каде што при Хрватското македонско друштво Оливера Вапски имаше своја изложба за рукотворби, и во таа прилика добивме некои скромни поклони, имавме средба со господја Мирјана Мајич, каде што имаше промоција на својата книга, каде што бевме исто така ние. Нуркачите сведочат дека водите на Балканот се многу загадени. Има големи количини отпад и во езерата и во морињата. На сите езера е многу прљаво. Да речеме, се изненадивме Маврово колку е прљаво, не само во водата и околу езерото. Секојдневно има туристи и рибари, што ја знам, фрлаат секој ден многу пластика, никој не се грижи за тоа да се обере таа пластика. За жал и морињата се многу прљави, струите нагоре ја носат пример од како што да струите, така трудат и ѓубрињата, ама за жал и многу луѓе несовресни си фрлаат се што најдовме и веќе школки и што ти не знам телевизори и све. Многу е прљаво и секој град си има акција. Секој град си има своја акција, секоја година се учествуваат разни нуркачи, така да ние се надеваме дека некој ќе ни излезе во пресет за да може да ни помогне на било кој начин, дали преку опрема, дали преку спонзорирање на патот, каде што ние го промираме на нашето друштво и Македонија. Нуркачкиот клуб Пена брои 10 нуркачи. Оваа година реализирале 4 еколошки акции во нашата земја, односно во езерата во Дојран, Маврово, Охрид и во езерото Младост. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чеангелов на денешната пресконференција предупреди дека се можни поплави поради обилните врнежи од дожд. Тој апелираше до надлежните институции да преземат мерки за спречување на потенцијалните поплави. Апелираме и до водостопанство на Република Северна Македонија, кои што досега одлично ја вршат својата работа, да продолжат со истото темпо. Посебно апелираме до локалната самоуправа, затоа што дел од овие одводни канали, кои што се наоѓаат во урбаните средини, се во надлежност на локалната самоуправа. Од страна на локалната самоуправа да бидат разгледани сите критични точки, тие од минатото и се познати, и истите да бидат исчистени, или доколку на некои места потребно да се постават насипи, или да се обезбеди можност од брзо местење на насипи доколку се појави таква потреба. Апелираме до граѓаните да пријават на бесплатниот телефонски број 195 било каква опасност од поплави, доколку проценуваат дека на некои места постои можност од излевање на речните корита поради промена на речното корито, каде што има потреба од насипи или чистење на речните корита, кои што на некои места може да бидат со природни препреки попречени, па поради тоа да дојде до излевање на водата, граѓаните да пријават до Центарот за управување со кризи, за да можеме благовремено да интервенираме кај надлежните субјекти да бидат отстранети ваквите опасности. Вчера вечер во Тетово беше одржана трибина со наслов "Образовните промени го нудат најдоброто" во организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На трибината учествуваа председателката на Централната комисија за образование во партијата Елизабета Наумовска, председателката на Тетовската комисија за образование Андријана Томовска, кандидатот за градоначалник Хамдија Елезовиќ, како и носителот на советничката листа Илија Димитриевски. Образованието како израството се едни од клучните сегменти на секое општество за развој, за просперитет
ни требаат млади, добро обучени, добро школовани, преполни со знаења млади луѓе кои го стекнуваат своето образование ни системот за образование. Со децентрализацијата, образованието е еден од клучните аспекти на кои треба да се посвети градоначалникот и локалната самоуправа во целост. Доктор Хамди Алезович е човекот кого СДСМ како партија го препозна и го кандидира, и тој ќе биде едниот градоначалник на општина Тетово, кој целосно ќе се посвети кон здравството и кон образованието, особено основните и средните училишта, кои се клучната алка во овај систем на развој и просперитет на една држава, се во надлежност на општината. Советот и советничката листа ја имаат таа обврска да издвојат што е можно повеќе средства нашите училишта во општина Тетово да бидат подобро опремени, реконструирани, да се градат и нови капацитети, бидејќи Тетово е општина која постојано расти и се развива, и јас очекувам дека на 17 октомври тетовчани и сите други жители на општина Тетово апсолутно ќе го заокружат бројот 12, ќе го поддржат идниот градоначалник на Тетово, доктор Елезович, и советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз. Сега имаме шанса прв човек на општината да биде човек кој навистина сака да изработи за Тетово и за граѓаните на Тетово. Ветуваме искрена и транспарентна соработка со граѓаните и со новинарите. Порача на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на Тетово од СДСМ Хамдија Елезовиќ и носителот на советничката листа Илија Димитриевски. А Тетово го гледам за овие 30 години као еден, значи, медицински кажано, еден хроничен пациент на кој му треба една радикална терапија, а тоа, поред тоа што сум ја и доктор, значи му е потребно и доктор и градоначалник, значи две во едно, што се вика, значи, така да го гледам со нашите проекти, што ми имамо визија за идно Тетово, да не биде за овие 30 години као еден град кој од година у година е све понесреден, значи за да го донесемо до таа ситуација да биде еден модерен, урбанистички град у кој ќе сакаат луѓето да живеат нормално, да живеат како што доликува на еден човек. Значи во овие услови кај не можете вие ни да мислите каде вашиот отпад не можете кај да го складирате, па нема ни доволно ни контейнери, ни нормален урбанистички хаос кој постои во Тетово, нерешени саобраќајни проблеми. Од тој аспект, значи тоа се за една општина најосновни, значи работе што треба да се средат. Ние имамо визија за тоа, имамо план како да се направи, имамо и желба тоа да го направимо и верувам дека заедно као тим за добробит на сите нас ќе успееме во оваа наша хумана намера да се искажам така за добробит на сите нас. Овој пат СДСМ има навистина намера да победи на овие избори. Имаме добри проекти, имаме чесен човек, кандидат за градоначалник, човек кој што се докажа во својата професија, но сака и има волја да работи за граѓаните. И овој пат изборот зависи од сите граѓани. Значи, изборот зависи од вас, као граѓани, дали ќе го избереме, ќе се надминеме себе си, ќе ги надминеме сите припадности, партиските, националните и сите други припадности. И навистина ќе размислиме што е тоа, што е најдобро за нашиот град и каков профил на човек ни треба за нашиот град. Нудиме кадар и во листата, и тимот, и кандидатот за градоначалник, кој што навистина честно сака да работи за Тетово.
Кандидатот за градоначалник на Тетово од Движењето Беса, Билјалка Сами, оствари средба со здравствените работници. Ние знаеме дека со системот на децентрализација во Република Северна Македонија нема некоја ингеренција во делот на локалната власт поврзана со здравството, но сепак ние сме свесни дека од активностите, одговорностите на локалната власт ние може многу да придонесеме за да се превенира, за тоа што ние знаеме таа девиза подобро да се превенира отколку да се лекува. Во тој дел ние денеска седнавме со лекари кои ни ги дадоа нивните сугестии што треба да направи локалната власт за подобро јавно здравје, за подобро здравје на сите граѓани во општина Тетово. Имаше многу вредни сугестии кои се поврзани со подобрување на воздухот, со подобрување на водата, со подобрување на условите во градот за да се има повеќе физичка активност на граѓаните, пешачење и со други активности, планинарење. Исто така имаше предлози во делот на подобрување на условите за спорт на децата, поради тоа што знаеме дека школството, основното и средното се во ингеренциите на локалната власт, со тоа што се предлага, значи да се помагат сите клубови во кои нашите деца значи тренираат за да повеќе се стимулира спортот, и имаше исто предлог да во Тетово се изградат затворени базени. Иако здравствениот систем на Република Северна Македонија не ги им ги одзел некои ингеренции на општините, но сепак тие главните постулати за еден здрав живот зависат од нас и само од нас. Кандидатот за градоначалник на општина Егуновце од редовите на ВМРО ДПМН Димитар Костадиновски, како дел од неговата програма, најавува и изградба на мини-индустријска зона во населеното место Подбреќа. Постојните фирми во општина Егуновце дека ќе имаат поддршка, дека граѓаните ќе бидам достапен за граѓаните на општина Егуновце 24/7. Ќе отворам мини индустријска зона во населено место Подбреđe, каде што ќе ги привлечам инвеститорите за да отворат фирми со цел да ги задржиме младите, да општина Егуновце стане место кое што било, може да кажам, пред 30 години. Коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива вчера вечер одржа митинг во Гостивар. Пред граѓаните на населбите Дутлок и Леска зборуваа кандидатот за втор градоначалнички мандат Арбен Таравари и председателот на Алијанса Зијадин Села. Со гордост и достоинство излегуваме пред вас, затоа што 4 години работевме да го исполниме она што го ветивме. А како општинско раководство се соочивме со секакви притисоци од централната власт, со постојано испраќање на некакви инспекции и контроли. Ни правеа препреки на секој чекор. Но сепак успеавме и после 4 години застануваме чисти. А тие замислете, и сега го обвинуваат Таравари дека ги отворил казината. Па како е тоа можно? Казина има и во Чаир, Струга, Гевгелија. Таравари ли е виновен за неизградените болници и за тоа што во земјава е толку катастрофално со ковид пандемијата? Не може на таков начин и со такви лаги да се бара гласот на граѓаните. Ние го бараме вашиот глас за и во следниот мандат од 4 години, да продолжиме да ги исполнуваме нашите ветувања. Барам глас и за нашата листа на советници, да го имаме мнозинството во Советот, за да немаме пречки. Овде во Гостивар вечерва правиме митинг за 2 населби, а владее атмосфера како на централен митинг. Знам дека во Гостивар работата е завршена. Знам дека во Гостивар дојде промената, а промените ќе продолжат. Конечно дојде време за демократија, слобода, надежи што доаѓаат со оваа промена. Дозволете ми да им кажам одовде, на политичките противници, дека тие залудно се надеваат, бидејќи Арбен Таравари не паѓа, затоа што е прв во Гостивар и ќе го освои Гостивар од првиот круг.
Народот гледа. Гледа кој е на патот на праведноста и просперитетот, а кои се манипулаторите кои се служат со секакви трикови и лаги. Кандидатот за градоначалник на општина Гостивар од редовите на ДУИ Невзат Бејта денес на пресконференција го обвини противникот Таравари дека дозволил создавање на диви депонии и легален бизнис со фрлање на отпадот. Наместо Таравари да ги чисти дивите депонии, тој не ги чистил, отишол со најлошото. Таравари и неговите луѓе земат пари за да фрлат граѓаните смет во ова депонија и да го загадуваат воздухот. Ова го има направено преко местната заедница, се знае дека председател на местната заедница се избира од градоначалникот на општина. ...6551 пречекорување на максимално дозволената брзина регистрирала полицијата за 9 месеци на патиштата на Тетовското подрачје. На автопат евидентирани се неколку и за повеќе од 70 км на час. Во изминатите 9 месеци од годинава на поширокото Тетовско подрачје во акцијски засилени или редовни контроли регистрирано е 6551 пречекорување на максимално дозволената брзина во и надвор од населено место, како и 547 непрописни пристигнувања. Најголемиот број од пречекорувањата откриени се на автопатот Гостивар Тетово Скопје, регионалните патишта Тетово Јажинце и Тетово Волковија, како и на влезот во Тетово, односно на улица Маршал Тито. Меѓу пречекорувањата на брзината, посебно на автопатот, евидентирани се неколку и за повеќе од 70 км на час, додека во населено место тие најчесто се движеле од 30 до 50 км на час. Сите вакви сообраќајни прекршоци биле заокружени со адекватни поднесоци согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во периодот за кој станува збор, неприлагодената брзина според условите на патот била причина за вкупно 216 сообраќајни несреќи, поради што таа и натаму останува број 1, а потоа следуваат неправилно вршење на дејствие и непрописно престигнување. Несреќите причинети од пребрзо возење претежно завршувале со најсериозни последици по учесниците во истите. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте убав викенд. Пријатно.